кажи епсоди мушева, кајте тебе посвршија, кажи епсоди мушева, кајте тебе посвршија. Не плаши Кладмато Кузмано, не плаши, не ме изгори. Не плаши Кладмато Кузмано, срцето ми го изгори. Почитувани сограѓани, драги пријатели на книжевниот збор. Писателот Јован Дамјановски е современ трагач на животот.
50 години книжевно ја проверува својата мисла со драматични случувања на одречувања и доречувања, стапици, верувања и неверувања, заблуди и насочувања и споредби на некогашниот колективен морал и етика на живеењето со сегашните вредности на човекувањето. Светот во кој живееме е карактеристичен по безброј променливи значења и 50 години творештво едновремено можат да бидат и долго и кратко време. Во денешната емисија од документарната серија Тетово на мојата младост разговараме со писателот Јован Дамјановски, со кого ќе ги споделиме сеќавањата за периодот на неговото најрано детство, во како што самиот го нарекува неговото романтично мало поток, но ќе проговориме и за културната традиција во која тој како книжевен творец оставаше своји траги, како писател, новинар и публицист. Но на почетокот за периодот на најраното детство, која зазема посебно место во неговите книжевни остварувања. Писателе, во вашата драма Картон Сити, што беше играна на сцената на Центарот за култура во Тетово од членовите на драмското младенско студио, го опишувате животот од 60-тите години на минатиот век. Од сегашен нагол, како гледате на тој период? Па, детската фантазија е една чудесна слика на светот. Во тие младешки денови, непознатото го возбудува детскиот ум до некои невозможни комбинации на кои разумните објаснувања траат колку еден обичен немирен сон. Нашата семејна куќа е во близина на градските гробишта. Како и сите гробишта, и тетовските се на возвишено, чисто и проветрено место каде што се наоѓа и целото старо мало поток. Преку ден гробиштата беа обичен дел од амбиентот, ама преку ноќ добиваа мистичност, зашто темнината ги предизвикуваше младешките души кои бараат одговор на наметнатото прашање за животот и смртта. Токму таков е и животот. Постојано се бараат одговори. Во мојава 60 годишна глава повторно ми се наметнуваат истите прашања, со иста жештина како во младост. Но, меѓу раѓањето и смртта, сепак е најважно тоа помеѓу. Значи, тетовското мало поток ми остави трајни траги од моето детство. Атмосфера во, добро кажавте, романтичното мало поток, остави длабоки драги во моето воспитување, на начин на кој децата се определуваат како луѓе, како возрастни луѓе. Мислам дека тоа беше едно убаво, среќно време, кое го од денешен нагол го посматрам како зародиш на една свес, како зародиш на едно воспитување, кое што натаму во животот се гради и доградува, но секогаш се навраќаме на детството како начин за препознавање во минатото, но и дзиркање во иднината. Во романите на Јован Дамјановски печалбарството ја има тажната светлина на вечната сенка на македонскиот човек, без освежувачки жар, зашто идентитетот на македонците низ целиот свет и натаму се гради и разградува насекаде во светот. Во речиси сите романи на Дамјановски, црниот превес на ноќта е за засолнување во иднината. На таков начин тој ги задолжуваше своите читатели секогаш со нова љубопитна возбуда, од кои погледот на волшебното огледало на хоризонтот беше за сопствено препознавање. Менувањето на моралната структура се засенчени простори на сонот, како внатрешна светлина и сенки помеѓу јавето и сонот. Тој во литературното создавање го вложува својот оптимистички занес и својата романтична природа, со што обезбедува само нови возбудувања, а не спокој и сталоженост во дремливоста на заборавот, кој се спротивставува на разумот и дневните светлини. Светлините се врзани за младост. Младоста не е само за сеќавање, туку младоста е за препознавање. Како што пролетта е младост на годината, така младоста е осветлена со зелена боја. Младоста е во светло зелена боја, во која романтичниот однос кон животот
создава илузија дека нашите желби ќе бидат остварени, дека се што се планира во животот ќе се оствари. Но во животот покрај светлините има и сенки. Сенките се длабоко во нас, сенките не предупредуваат за неоствареното во животот, понекогаш не префрлаат во меланхолични стимузи и бунтовни акценти на неоствареното. Доколку се обидам да се осветлам во своето книжевно дело, можам да пронајдам многу повеќе светлини отколку сенки. Но и светлините и сенките се дел од нашиот живот. Служат да се препознаеме во животот и сенките имаат своја цел. Сенките се длабоко во нас да не предупредат и да покажат дека секогаш сме упатени да го бараме човекот во нас. Јован Дамјановски е роден 1946 година во Тетово. Доктор на науки и универзитетски професор. Член на Друштвото на писатели на Македонија е од 1992 година. Во современата македонска литература се вклучува како романсиер и драмски автор. Со книжевните загледувања во ова наше драматично, брзо, судбинско, одминливо и неодминливо, но секогаш незавршено време, тој 5 децении остава своја трага во вечната потрага по најдлабоките духовни сфери од животот на современиот човек. Со своите 80 досега објавени романи, 18 се извинувам, дај Боже и 80, 2 книги со раскази и новели, книга со драмски текстови, од кои 7 се играни на сцена, тој се вградува во иманентната категорија на книжевниот феномен да допира до реалните проблеми на животот. Јован Дамјановски е троен добитник на наградата 19 ноември, односно 3 март, наградот Тетово за книжевност и публицистика, а на ФААТ 92 го доби републичкото признание за преизведбата на драмскиот текст од домашен автор за монодрамата Господица Ика. 50 години творештво е еден редок и значаен јубилеј за нашиот Јован Дамјановски. Јован Дамјановски и припаѓа на онаа генерација современи македонски писатели кои што се појавија и кои што се реализираа во текот на 70-тите и на 80-тите години од 20-тиот век, што значи во редот на писателите како што се Крсте Чачански, Зоран Ковачевски, Васе Манчев и уште некои. Што може да се рече, односно што не смее да не се рече во едно вака кусо, во едно портретско представување на писателот Јован Дамјановски. Таквото дорекување кое треба да ја содржи суштината на критичкиот став и на аналитичкиот пристап кон овој автор, можам да го започнам со констатацијата дека зад креативните остварувања на Дамјановски секако и пред се стои неговото извонредно познавање на животот, односно, или поточно, неговите можности за читање, за едно креативно читање на животот. Во духот на големите реалистички мајстори, Дамјановски имено животот го чита непосредно и лесно. Тој е директен негов соговорник, да не речам, можеби и соучесник. Во прашање се всушност неговите чувствителни сензори за следење на современите појави во животната и во општествената стварност. Без разлика што во некои делови од неговите романи тој действено е поврзан и со минатото. Писателот Јован Дамјановски е богат во изворноста, во автентичноста на животната материја, од која што ги ткае неговите прозни проекти. Освен тоа, посебно забележлива и животноста на личностите, на протагонистите, што тој ги создава и ги пресоздава во неговите прози. Со тоа, значи, пред нас имаме автор кој посветува исклучително внимание на грижата за нивното мислено личностите,
реагирање и за нивните постапки. И тоа значи дека дејствата и состојбите во неговите романескни и раскажувачки прози секогаш се природни, животно автентични, читливи и контактибилни. Но истото значи уште и дека протагонистите во нив секогаш дејствуваат и зборуваат природно, неподправено и оригинално. Така, заслушан во намарите на вистинскиот живот, Дамјановски е неделив не само од неговите јунаци, туку е неделив и од неговите реципиенти, односно од неговите читатели. Сепак, вашата главна преокупација во вашите романи и драми е психологијата на човекот со неговите позитивни и негативни страни. Аналитичката психологија на Карл Густав Јунг за свесното и несвесното кај човекот. Длабоко е вградено во вашите ликови и во романите. Исто така и она филозофска доктрина, толстоество, според големиот Лав Николаевич Толстој. Како ги вклопувате овие филозофии во вашите дела, односно во вашите романи, тоест во вашите ликови кои ги представувате? Веднаш да кажам сега дека најголемиот дел од моите романи се пишувани како психолошки драми, но пишувани како романи, во романексен стил. Излезе од печат, мојата едиција од 5 мои романи, кои што се пишувани како психолошки драми, од Мијан, продукцијата од Скопје. Ќе имате прилика брзо да ги видите, да ги прочитате. Во тие мои романи јас се задржувам на таткото на аналитичката, на компјутерската психологија Карл Густав Јунг. Само да споменам дека Карл Густав Јунг зборуваше дека во човечкиот живот, во човекот не постои само еден човек. Најмалку не има уште еден човек. И во животот живееме како маски. Како маски од тие антички драми, како е маската на глумецот, таква е улогата. Но ние живееме како маски во животот, зашто сакаме да бидеме видени и разбрани такви какви што сакаме да бидеме разбрани, а не какви што вистински сме. Карл Густав Јунг е татко на аналитичката психологија и со кодексот на генетскиот состав на нашиот живот, на нашиот карактер. Карл Густав Јунг е еден голем научник кој што зборува за развојот на човековата личност и за архетиповите, а не сме ние само тоа што биле нашите родители, родители, баби, дедовци, прадедовци. Туку сме ние на цел еден род на архетипови, на карактеристики човечки пред нас, кои што може да се пројават во нашиот карактер. Поголема или помала? Да. И затоа ја често се задржувам и на психолошкиот склоп на луѓето, но и на менталната хигиена. Често пати зборувам за луѓе кои што припаѓаат на менталната хигиена, да се сангвиници, да се меланхолици, да се флегматици или да се холерици. Ја, например, за себе зборувам дека сум ја сангвиник. Сметам дека во јазикот имам трофазна струја. Ама се покажа дека ја имав трофазна струја и во пишувањето, па не е само во јазикот прашањето, туку и во тоа што го напишав и што се сита за мене. Кога дојдовме до тоа за добар или лош човек, сакам да кажам дека ја употребувам и психолошката доктрина што се вика толстоевштина. Големиот Толстој на вистина го учиме како литератор, како книжевник во нашите училишта, но треба да се каже дека во Соединените американски држави, и насекаде во светот, толстоевштината се проучува како филозофска доктрина. Тоа во основа може да се разработа како начин да се пишува за човекот, да се толкува човекот не само како лош човек или како само добар човек. Не постојат само лош или само добар човек, туку постои човек кој што во себе ги има сите човечки особини, а ќе пројави една или друга во зависност од околностите кои ќе се најде.
Затоа не постои само лош или добар. И јас се обидувам низ своите личности, низ моите приказни од романите, и добрите и лошите страни подеднакво да ги запишувам. Како начин на човекувањето, како начин на изразувањето на човечноста, како кодекс на нашето живење, како етика на нашиот живот, како морал на нашето живење. Ниту еден човек поединечно не е, ниту може да биде совршено суштество. Мајстори сме за компромиси. Се залажуваме дека сме ја одгатнале врската меѓу идеалното и реалното, замандалена некаде во подрумот на заборавените нешта. Што е морално, а што приземјување на моралот, е прашање понастаните. Од што се нагризува моралот? Се откажуваме од сатаната за некое простување во морален конфликт. Крстењето во световода е бесполезно ако се кршат моралните норми. Тие норми немаат вечно траење. Напишани се во Светото писмо, но во реалниот живот се подзаборава на нив. Животот е арена на инстинктите. Мирисот на диви магнолии го жолтее лицето. Тие се невидлив флуид расфрлан из воздухот за да се олесни гневот од сопствениот неуспех со мешање во туѓа судбина. Како да се спротивставиме? Сопственото его да не ги надвишува реалните простори. Желбите се безгранични и постојано бараат нови искушенија. Има ли поправен испит за оние кои паднале на испитот по морал? Се полага пред Светото писмо и пред сопствената комисија внатре, во душата. Но моралот е постојано на обвинителната клупа. Таму секој случај поединечно се споредува со колективното сваќање за моралот. Ако се најдеш внатре, во тој резон што се вика колективно сваќање на моралот, кој сепак поединечно се проценува, ќе го пронајдеш патот од лавиринтот што го цртаат звездите, кои ја надгледуваат ноќта, кога сонот се шири како опојна пареја и подготвува истражен материјал за дневните настани. Поротата никогаш конечно не пресудува. Ништо конечно не се разјаснува, туку се комплицираат мислите за да остане моралот постојано на обвинителната клупа. Кога на хоризонтот ќе затрепери нежната копрена на изгреј сонцето, се најавува славење на денот. Светлината се закрепнува во човековите души. Таа не распознава луѓе. Луѓето треба да се распознаваат во светлините. Илузорно е ако во секој зрак бараме постојаност, зашто секој зрак се спојува со некоја долга светлина што осветлува или се губи некаде на хоризонтот, најавувајќи нечии нови зори. Во заедничка светлина треба да се прикрива сопствениот електрицитет, за да не се блокира налетот на пчелите кои бараат полен, што исто така се создава со акумулирана сончева светлина во нектарот. И тоа вечно ширење на светлината, која се разградува со нови налети, го врти светот, и не само од органска кон неорганска материја и во обратна насока, туку и внатре, во сите светлини кои се впиваат врз фреските од нашите светци во црквите. По светлините неодмимлив е самракот. Ништо не исчезнува, туку се пренесува некаде во друга форма, а секоја светлина се препознава по сјајот на површината. За делата на Јован Дамјановски пишуваа повеќемина книжевни критичари, меѓу кои Гане Тодоровски, Науме Радичевски, Раде Силјан, Веле Смилески, Тодор Чаловски, Светлана Христова Јоцич, Христе Петрески, Јован Павловски, Петко Дабевски, Мишел Павловски, Јордан Ѓорчев и други. Познатиот книжевен аналитичар и познат писател и академик Гане Тодоровски за романот Жолта минута од Јован Дамјановски ќе рече: романот Жолта минута од Јован Дамјановски е современа тема во која доминира стратешка авторска ориентација на романсиер со визија. Дефицитарна е македонската прозна белетристика од профилот на вака формирани
и одважни автори, во чија компетенција се обединуваат разумот, моралот, познавањето и респектот, емоцијата и актуелноста. Ја повикувам професор доктор Марина Давидовска, прва да земе збор на оваа промоција. Повелете. Почитувани гости, почитувани љубители на убавиот збор, ми представува особена чест што сум дел од овој убав настан кога одбележуваме 50 години од творештвото на писателот Јован Дамјановски, бидејќи моменти како овие вечерва на вистина се ретки. Книжевните творби кои што несебично ни ги дарува Дамјановски се восприемаат како читливо четиво, кој што нафрлува безброј размислувања за животот и за човекот. Издавачката куќа Мијан од Скопје пред 3 години издаде едиција од 5 одбрани романи на Јован Дамјановски. Романите Вештачки сон, Мирисот на лагата, Благослов или Проклетство, Здивот на тишината и глобалните звезди на небото на некој начин имаат хармонична поврзаност. Во нив се говори за современиот човек, а се препознава и имагинацијата за далечните и за сегашните времиња, како реална стварност која произлегува од внатрешната состојба на духот. Ликовите кои што ги сретнуваме во овие 5 романи бараат нишка меѓу јавето и сонот, идентификација на македонската душа. Тие се соочуваат со некои подзаборавени простори на стварноста и на сонот. Всушност, Јован Дамјановски во неговите книжевни рожби, преку психолошки, емотивни и драмски заплети, го анализира етичкиот и моралниот лик на современиот човек и не раскажува за човечката судбина. Во нив слика ликови за кои можат да се пронајдат прототипови во реалниот живот. Во овие дела пулсира македонското срце, се следи внатрешниот глас и се нурнува во колективното несвесно. Во неговите досега објавени 18 романи, голем број раскази и новели, како и во драмите, од кои што веќе напомајнавме дека 7 се играни на сцена, не завршуваат одговорите на безброј прашања и дефиниции за животот. Дамјановски и не се обидува да даде одговор за смислата на животот. Тоа го остава на неговите читатели, сами да дојдат до заклучокот дека смислата е во самото барање на смислата. Во оваа едиција авторот се обидува да направи мозаички слики низ времето и просторот во некои фигуративни равенства за тоа што беше, што е и што очекуваме да се случи во нашиот живот и дали досегашниот колективен морал и етика кореспондираат со современите мерила на човечките вредности. Оттаму тој извлекува заклучок од мислата. Каква ти е душата, таков е и животот. Овие романи на Јован Дамјановски не се само обична разработка на емоционалната состојба на современиот човек, туку авторот ја врзува својата љубопитна творечка возбуда со литературниот феномен да оствари допир со реалноста и со едно генерацијско препознавање. Тој амбициозно навлегува и во психолошкото портретирање на ликот. Ќе започнам со романот Вештачки сон. Стожерна точка во овој роман е приказната за немирот од преселбата кој што ги носи новото време. Сопружниците Симон и Марија, нивните синови Петар и Александар, внукот Стив од Детройт, посинокот Девид од Шведска, па и соседите Милица и Владо од Тетово се представени според филозофската доктрина дека во животот не постои само добар или само лош човек, туку само човек кој ќе се пројави како добар или лош во зависност од околностите во кои што ќе се најде. Истакнува и Раде Сијан во пишувањето нели за овој роман. Во романот Вештачки сон главниот лик талка и страда, обидувајќи се да ги заврзе врзуците на животот меѓу минатото и сегашноста. Преку неговиот пример се потврдува мислата дека возраста не носи сигурност, бидејќи човекот во секоја животна доба се соочува со немирот во себе, со неспокојот кој не го остава намира, ниту во јавето, ниту во сонот. Вештачки сон е загледување
во истрајбата и постоењето, а откорнатиците трагаат по подобра екзистенција, носејќи ги во себе стравот, оптимизмот за поубав живот и желбата за родното огниште. Тие се длабоко емотивни кон минатото, а предпасливи кон новото. Авторот, Јован Дамјановски, ја прифаќа универзалната идеја дека човековите преобразби постојат како постојана потрага по нови предизвици, по нови патишта. А секое сонување може да се подразбере и како лош сон, метафорички кажано вештачки сон, кој бара место во сонувалката за судбината, која што понекогаш ја предизвикуваме, но и самиот предизвик исто така е судбина, истакнува Дамјановски во своите дела. За разлика од романот Вештачки сон, во романот Мирисот на лагата се навестуваат предизвиците, загадките, верувањата и неверувањата со кои што човекот постојано е меѓу страдањата и надежда за поубав и подостоинствен живот. Преку јасните дијалози и преку 25 ликови, авторот во овој роман е упорен истражувач на вистината и правдата. Тука вистината само се залажува пред лагата, иако би требало да биде обратно, зашто вистината не може да се измислува за разлика од лагата, затоа што таа мора и да се случи. За да го објасни насловот на романот, Дамјановски се служи со синтагмата дека лагата понекогаш е пострашна од вистината, но тоа зависи од податокот дали настанот се случува или не се случува во вистинско време и на вистинско место, ќе ни раскаже авторот во овој негов роман. Пораката на овој роман е дека вистината не може да се измисли, освен да се случи. Носечки ликови во романот Мирисот на лагата се пензионираниот професор Димитар и пензионираниот економист Стојан. Димитар го вознемирува внатрешното огледало на човековата подсвест, кој не е индиферентно на реалниот живот, а неговата формула за толкување на лагата е дека не постои сетило за насетување и препознавање на лагата, вели Раде Силјан. Димитар, заедно со неговиот пријател Стојан, полека стасуваат до крајот на авантурата што се вика живот и се наоѓаат пред тешка задача. А тоа е како да се пронајде што беше лага, а што беше вистина во животот, зашто ништо не може да се прикрие, истакнува авторот. И во романот Благослов или проклетство, Јован Дамјановски го анализира колективниот морал и етика на современиот живот во споредба со минатото. Но тој се труди премногу да не се навраќа во минатото, бидејќи може да се изгуби сликата која што се замислува како иднина. Емотивните, психолошки, драмски заплети ги споредува од сите агли, за да заклучи дека младите сепак се разликуваат од постарите пред се со своите современи морални етички дилеми. Јордан Ѓорчев во поговорот за ово дело пишува: главните ликови Филип и неговите родители Михајло и Невена, како и неговата жена Мирјана, ја бараат собствената човечка природа меѓу ликовите во колективната слика на современиот човек. Но за сите обиди лебди едно едноставно прашање: каде сме, на која страна од колективниот морал и етика, или длабоко сме дел од колективното несвесно? Секој лик од овој роман се соочува со многу внатрешни препреки и затоа треба да се сретне со темната трага во себе и со сенките од подсвеста. Во овој роман тој се прашува каков може да биде благословот ако проклетството ги стигне нашите деца. И дали воопшто е полесно ако од нашите деца бараме да живеат според сваќањата на старите. Во таа насока се движи и пораката која што ја носи овој роман. Во романот Здивот на тишината, авторот се обидува да пронајде универзалност не само во мислењето, туку и во перцепцијата на стварноста и на сонот, чувствата и односите меѓу луѓето. Со ликот на Оливер, Дамјановски не открива дека староста го збрчкува лицето и го засенчува сеќавањето, не само во јавето, туку и во просторот на соништата. Неговиот свет, неговата тишина води во подсвесното и мистичното и представува имагинарна слика на светот.
Таму, во старечкиот сон, со обични размисли за стварноста и за сонот, главниот јунак бара кратка починка од мамката да се размислува дали во животот направил се што можел да направи. Тука се прават и споредбите во себе, но и со другите личности од нашата македонска душа, која и во здивот на тишината секогаш се соочува и со некои подзаборавени простори на стварноста и сонот, со блеснување на слаба светлина од нов оган кој го ремети здивот на тишината. Со оваа мисла, во романот се потврдува необичната фраза дека во човечкиот живот нема ништо погласно од тишината. Стариот Оливер од романот Здивот на тишината во сеќавањето бара и своја вина за сето тоа што се случило или не се случило. Се обвинува за некоја сурово што ја покажал или во најмала мера непромисленост, со што во стари години заслужил да се измачува во таа темна тишина. Тишина без бои, каде што здивот се гаси во неговата свест и завршува во подсвеста. Тој е свесен дека во неговата тишина немирот постојано трага по спомените. И на крајот, во романот Глобалните звезди на небото, обичниот човек неодминливо чекори по судбинските патишта, кои бараат сигурен одговор на прашањето што се може да се оствари во еден човечки живот. Сите сомнежи, барем во фантазијата, се разјаснуваат со отворени прашања кои никогаш немаат само еден одговор. Главниот лик, македонецот Ламбе, се обидува да ја утврди сопствената дефиниција за животот со препознавање во себе, со себе и со другите. Во овие 5 избрани романи од едицијата, во тој немирен спокој на креативна инспирација, се отвораат голем број загадочни размисли и потрага по визионерска фантастика за да се открие и застражувачкиот дел од длабочината на стравот и дилемите пред иднината. Авторот се служи со реалистичен потход и се користи со постмодерна постапка, карактеристична за современиот роман. Оттаму и моето уверување во вредноста на книжевното дело на писателот Јован Дамјановски. Јас лично верувам, а се надевам и вие, дека неуморниот писател Јован Дамјановски наскоро ќе не изненади со нешто ново од неговата книжевна работилница. На крајот би сакала да ви го честитам 11 октомври, денот на народното востание. Нека ни е честит и вековит празникот. Ви благодарам. Во голем дел од вашите романи се навраќајте на печалбарството како тема. Што најмногу ве мотивира? Печалбарството е вечна сенка од животот на македонскиот народ. Во потрага по поубав живот и екзистенција, многу тетовци, многу луѓе од тетовските села замина во светот, во белиот свет, по поубава заработувачка и поубав живот, но отидоа да живеат со македонското срце кое копне по родното огниште. Одеа за да се вратат. По современи услови, нашите печалбари одат за да не се вратат. Тоа е проклетството на нашиот народ, проклетството на печалбарството како феномен од животот. Но сметам дека диаспората, дека нашите луѓе во странство, нашето растргнато национално ткиво по целиот свет, може да биде врзивен елемент. Ние сме нивна матична земја, ние сме тука за тие да имаат матична земја. Зошто се по светот денес се зборува како за глобално размислување. Нашите печалбари во целиот свет покажуваат дека земјата навистина е мала и му припаѓа на целото човештво. Во нашата епска поезија, во нашата народна музика е опеано печалбарството како вечна сенка на животот. Многу печалбари од Тетово оделе во некогашната дестинација печалбарска, Романија, пустото Влашко, како што се вика во нашите народни песни, во Белград, во Софија, се одело преку големата барака која викале Америка, дури до Бразил и Аргентина. Денес за нив зборуваме како за наши сонародници, тие за нас
зборуваат како за матична земја и едните и другите сме дел од тоа растргнато македонско национално ткиво, зашто имаме и одговорност за одржувањето на мостовите меѓу нас, за одржување на постојаната врска, зашто тие по силата на судбината се упатени да живеат по старите обичаи, на старите предци, да копнеат по родното огниште, да доаѓаат тука за да го задолуваат тој за кратко тој голем копнеш, но едновремено да покажат дека сме македонци на сите дестинации, на сите светски ширини и должини каде што нашата македонска судбина не одведе да живееме. Има податоци дека во Белград, во почетокот на минатиот век, од 35 пекари и угостители, 17 биле од Тетово. Има податоци дека на многу дестинации други печалбарски, во Софија, во Софискиот млин, имало многу пекари од ова подрасје на Сетоле, Јадоарци и Отуње, ова Сетоле кое што опијано со печалбарската песма за трите нејесте сетолчанки, сетолци кои што во потрага по побава животот идоа низ светот, но да го слушаат звонот на Студенец, на ова познато изворче во Сетоле, како звон, како повик на родното огниште, како начин да држат врска, сентиментална врска и постојана врска со родниот крај, зашто родниот крај е во нашата не е само во сеќавањата, туку во нашиот дух, во нашиот ген, во нашиот код македонски, и тоа е начин да се одржува и врската со своето родно огниште. Ние денеска може да зборуваме за печалбарството како еден специфичен вид на стопанство. Се опишува како печалбарско стопанство. Луѓето од овој крај во минатото биле упатени да одат на печалба, да одат дури во Скендерија. Многу тетовци биле на работа во Скендерија, некогашна Скендерија, денешен Египет, и таму оставија трага од нашето печалбарење. Има многу луѓе кои што се уште останаа да живеат со македонско срце, значи на сите светски дестинации, на сите места каде што нашата судбина не одведе да работиме и да живееме. Но нашата народна песна, нашето творештво, нашите сеќавања се упатени кон сите, кон матичната земја, од страна на печалбарите, од сите луѓе македонци кои што живеат надвор од родната грудка и од матичната земја кон нив. Верувам дека во иднина македонското име и македонската земја ќе остане како знак за препознавање, наше препознавање во матичната земја, целосно, и во диаспората како македонци кои што ја сакаат, ја почитуваат и одржуваат постојана врска со својата матична земја Република Македонија. Словенската антитеза е начин на изразување. Тоа е алатка во пишувањето. Словенската антитеза е и за мене често користен начин на изразување, зашто сакам за секое прашање, а веднаш да кажам дека во советскиот живот не постои прашање на кој има само еден одговор. На секое прашање сакам да одговораат тие што го поставуваат. Словенска антитеза практично е стил литературен книжен кој зборува дека диковите поставуваат прашања во книжените дела, но и самите треба да одговорат на тоа што е. Но користам и други начини на изразување, така да словенската антитеза може да се прифати како еден мој стожерен начин на изразување. Da bije
Јован Дамјановски. Јован Дамјановски во романот Кафезот за душата ќе заклучи со мислата дека кога во сонот анализираме која е формулата човек да се доближи до среќата, се стигнува до заклучокот дека и милувањето и предизвикувачкото чувство кое се затоплува со топлината на некое ново време, но мора да се отфрли гнилото и јаловото што постојано се заканува на вознемиреноста од вистината. Да се измамиш од некоја љубов е подобро отколку воопшто да не ја сретнеш во животот. А сега е време на Даријан Сотировски. Повели Даријан. Почитуван Јован Дамјановски, почитуван председател на литературниот клуб Кирил Печиновиќ, почитувани национални уметници Зориќи Кузмановски, честни отци, почитуван професор, драги сограѓани, дами и господо, гости, најпрво да го честитам големиот празник на народното востание на македонскиот народ, 11 октомври, и да споделам радоста која што ја чувствувам, што токму на овој празничен ден имаме можност, а таа не е честа за жал, да бидеме заедно и достоинствено да го одбележиме празникот, но и да му придеме низ една призма која што до сега не сме имале можност да ја направиме, а тоа е преку портретирање на ликот, делото, личноста на нашиот еминентен писател, но и нашиот пријател, нашиот сограѓанин Јован Дамјановски, со кого секој од нас поделува свој спомен, свое пријателство, а знам дека такви ви има вечерва многу во салата. Пред известно време ме контактираше господинот Дамјановски и побара да се обратам на овој настан. Тоа го доживувам за голема чест. Се обидов да укажам дека најдобро е да говори некој вечерва што подолго памети пред се и подобро и подолго го познава писателот. Па и подолго живее со неговите литературни дела. Но честа веќе беше укажана и немаше назад. Размислував долго и доста изминатиот период што е најсоодветно да се каже и со неколку пријатели кога споделив што би било соодветно да се каже, тие тетовски знаат да речат, ќе кажеш 2-3 збора и добро е. И ја размислував, викам, многу е тешко да се каже и да се опфати се што Јован Дамјановски направил, се што напишал, се што сочувал од незаборав. И види мајката, стварно ми испадна дека е најлесно да зборам само преку 2-3 збора. Тие 2-3 збора се обидов да ги изберам да бидат најсоодветните, кои што сметам дека ќе доловат есенцијата или изворот на инспирацијата на Јован Дамјановски, која што е постојана, која што е константна, еве, цели 50 години, но мислам дека и тие 3 збора ќе бидат и во епицентарот на народниот стремеж, непокор и пркос, кој што еруптираше сега веќе далечната 1941 година, кога македонецот после векови на робство, на туѓи чизми, го крена оружјето во рака и се вдаде во вооружен бунт, во една војна, која што значеше создавање на современата македонска држава, вперен против непријателот, окупаторот бугарски, германски, италијански и внатрешните албански балистички слуги, создавајќи свое место, своја педа земја, своја татковина слободна. Па да започнеме со тие неколку зборови. Првиот збор кој го бирам е зборот живот. Веќе многу пати до сега сите секвенци кои што беа како извадоци проектирани го содржеа зборот живот. Животот, ќе се согласиме сите, дека е непроценливо вреден дар, кој нема цена. Но и не е баш така. Понекогаш токму животот е самата цена. Националните херои на македонскиот народ токму со својот живот ја плаќаат цената, го даваат својот живот за да ја купат нашата
слобода. Животот, можноста еднаш да се родиш, еднаш да живееш, еднаш да се оствариш, можноста во тој период да оставиш своје поколение, своји наследници, го добиваш како можност само еднаш. Да избереш, да го дадеш, за да друг живее во слобода, е она кое што сакам прво да го акцентирам. А кога сме веќе кај слободата да се размислува за животот, слободата да се задлабочиш внатре во феноменот кој го нарекуваме живот, е тоа таа стожерна вертикала на целото литературно творештво на Јован Дамјановски. Токму размислувањето, длабоко проникнување во сите аспекти на разбирањето и на неразбирањето на животот како најкомплексна материја, ги создаде овие десетици негови литературни остварувања и ова силно влијание кој што го има и кај генерациите кои што веќе не се негови современици, туку се луѓе од друго време, од други генерации, кога дигиталната ера го видоизменува дури концептот на живење, на живот. Јован Дамјановски е инспириран од животот како феномен, но во неговите дела не може да најдете ликови кои ќе бидат кралеви или космонаути. Јован Дамјановски пишува за едноставниот, обичен човек. Тој знае да рече, пишувам за човекот кој што незабележително поминува низ времето ни животот. Гледате, него го интересираат навистина обичните луѓе, кои што во оној простор помеѓу животот и смртта, како претходно што беше кажано, кога ќе заврши таа одсечка временска, веројатно уште многу мал период после тоа некој ќе се сеќава на нив. Но што заклучува Дамјановски? Дури во таквиот живот има борба, има подеми и падови, има соништа, остварени или не, има непреспиени ноќи, има видени примери, има многу љубов, има многу страв, има добрина, но има и злоба. Животот на најобичниот, најсекојдневниот и најнетипичниот човек е доволна инспирација Дамјановски да создаде мноштво на ликови, да изгради свој микрокосмос погоден како рамка за градење на едно литературно дело. Првиот збор беше зборот живот. Вториот збор е зборот корен. Кога има корен, има и живот. Практично целото дрво живее, постои, се расте и се развива само и само за едно. Коренот да остане жив. Се лажат сите оние. Најчесто таквите се политичари, но такви има од сите профили, кои што велат. Треба да се занемари коренот. Коренот постоел и вчера. И треба да се фокусираме само на листовите и цветовите, кои што допрва треба да изртат, да никнат, да раззеленат. Листот живее, се раѓа и постои. Кратко и само поради една цел. Тој собира храна и светлина и живее за да преживее коренот. Листот живее само за да му служи на својот корен и ништо повеќе од тоа. А коренот е единствената причина зошто народните херои на македонскиот народ себе си се препознале како листови и го дале својот живот за слободата на сите. Само за коренот да преживее. А коренот е татковината, коренот е Македонија, коренот е родениот град, коренот е Тетово. Коренот се сокаците на младоста, многу опеани и опишани во делата на Дамјановски. Коренот се Два Бреста, Саат Мало, Тетовчанка и сите други. Коренот се народните песни, исподелените моменти со родителите, со браќата и сестрите, со другарите, со комшиите. Се е тоа нашиот корен.
Вториот збор беше зборот корен. Третиот збор е зборот лист. И тука сакам да опфатам неколку работи. Првата работа е од нашето национално стебло. Првата асоциација е дека секој кој го дал својот живот и живеел за коренот е отпаднатиот лист од нашето национално ткиво. Но при оваа војна која што денес започнала пред 82 години, се создаде една автентична крошна на нашето дрво. Тоа беше современата македонска државност. Офарбана во најубавата асномска боја, за жал, денес избледена, во многу работи видоизменета, но се уште со еден жар и потенцијал да се разгори и со грижа на сите, од која секој помалку свесно се откажува, а не треба биде така, повторно да зазелени, па дури да изникнат и листови на веќе исушените гранки. Листот се и младите. Тоа е новата, младата читателска публика. Знаете, книгите немаат рок на употреба. Книгите на Дамјановски не се книги за неговата генерација. Тоа се книги за секоја генерација. И те се книги и за младите и за старите. Пред некое време, година и половина или две, имав чест да промовирам еден роман, кризен во тоа време, Старецот и короната, посветен на големата апокалиптична состојба која што сите не затекна. Потоа прочитав еден избор на раскази на Дамјановски и во едно наше видување му реков: многу смртови, многу страдања, многу меланхолија читам во овие дела. Зошто, Чичко Јован, не седнеш и не почнеш да напишеш нешто многу повесело, нешто ведро, нешто за младите? По известно време, за да ме демантира во моето незнаење, ми го поклони романот Викенд во младоста. Започнав да го читам Викенд во младоста. Тоа што го мислев претходно не е точно. И викам: Чичко Јован, тоа е една бурна љубовна драма. Што се имало во твојата глава? А има тука и една многу убава анекдота. Дамјановски, за тие што не знаат, има една личност покрај себе, кој што неговиот прв рецензент на секој негово дело. Тоа е неговата сопруга. Секој дело кое што е напишано, прво го чита и дава мислење неговата сопруга. Па доколку треба се подобри, тој мора да го подобри, веројатно. За овој роман, при првото читање на романот Викенд во младоста, каде, како што реков, е опишана една бурна љубовна драма помеѓу еден млад пар на студии во Скопје, по потекло Тетово. Го има, мислам, ни надвор, некој може да го земе. Неговата сопруга го чита ова и вика: Јован, ќе те утепам. Па ти автобиографски пишуваш за себе. А Јован ми вика, и ја викам и вика, и ја викам: чекај, па не е завршен романот. И вика: се повлеков после тоа, продолжив уште една поглавје, го убив главниот лик, поважно беше да се спаси бракот. Има во делата на Дамјановски и забавна компонента, но има и отрезнувачка компонента. Ние малите луѓе сме големи чуеци, една епохална парола која што буквално кај секој од нас изазема некое место, играна од нашите актери тука во Центарот за култура Илјантевски смок, пак не е ништо друго, освен една фантастична приказна, која што Дамјановски вешто, малку и метафорично, ја користи како еден отрезнувачки шамар кај читателот. Каде
Има една нишка која што се провејува внатре, која вели, а тоа е втемелено во старата народна мудрост, која вели, ако куќата ја градил твојот дедо, многу лесно ќе се договориме. Ако за куќата си се потел ти самиот, тешко ќе падне договор. Ова е актуелно и денес, и го кажувам само и само заради тоа што потребата да ги зачуваме нашите градски огништа денес е поголема од било кога. Тоа е силата на литературата и тоа е силата на уметничките дела. Тие се тука како наши сопатници, да не забавуваат, да не отрезнуваат, да не развиваат, но и да не враќаат на правиот пат. Уметноста не треба се свати само како забава. Министерката за култура може би не се слаже со мене. Но, многу е важно, уметноста да се свати како најсериозната работа која што ја создава човекот. А Јован Дамјановски по се изгледа е најголемиот филозоф меѓу писателите и најголемиот писател меѓу македонските филозофи. Длабоки се неговите дела и колку и да зборуваме ќе биде малку. Јас се обидов накратко да го опфатам она што ценам дека е суштината, каде што лежи или од каде што извира неговата непресушна инспирација. Нека живее нашата борбена Македонија и нашиот антифашистички дух во време кога фашизмот на глобално ниво повторно е жив. Нека ни живее нашиот Јован Дамјановски, нека не собира и нека не радува со уште многу книжевни остварувања. Фала ви за вниманието. Дарио, ти благодариме на прекрасните 2-3 збора, што не оставија без збор. За драмскиот дел, за драмскиот дел од вечерашниот профил на творештвото од писателот Јован Дамјановски, актерката Наташа Петровска ќе презентира извадок од монодрамата Иконија, Патна Делника, а актерот Игор Бачовски ќе се представи со извадок од драмската представа Чај со руми. Да ги погледнеме. Не беше ли си? Не. Па порано не се влагало таче на работа. Кој можел че ти текне тебе, ајде тетек си ди работа и ајде. Немало то шансе таче да биде. Сега јас се снајдов за до душа. Певка и тетка ела на курс за шнајдерица. Па ми даде ваче едно ка дипломиче нешто и вика, че влезеш па барболеле, викам тетко ело, Господ здравие да ти даде, вика. И таче ја утредан то отиднуе му тетекс. А тетекс 7.000, бре какви 7? То 8.000 вработени, ако немаше ЕВВ. Па кај се видело толку душе да работа, свите на едно место седнати? Па ја обризе сум била, где сум видела тоа, камо ли за овде за тето? Не бре, за Скопје тоа време беше, камо ли за тето. Тогај, тето беше тетекс, а тетекс беше тето. И ја ваче, таче си влегов на работа. И ја нече ме бенди са шефот. Ја дека млада, тоа време, дотерана на работа, чидем па сукниче, че облечем на мене. Ме бенди са шефот и ја пројди, тој ќе се сврти по мене. И конјо, ај мори уволнава.
Викам, ја шо е пресија ова работа? Ја па пројди тој па по мене и конио, ајмо реало во унава. На брзина, вика. Ле. И ја прво, викам, па чиде. Највише рачунав, викам, ај чидем. Може ќе ме пикне на некое место кого. Тој ваче беше со директорите, многу близки беа, све со ним. Викам, па ќе идем, шо? Ала, опрека са чи. Ајде да викам, и овија чеши ќе опробам. Се пикнах у волната. Леле тамо, ја ако ви речем два прста прашина, вие рачунајте две руќе. Ајде сега, виж, сум влегла, не ќе излагам. Се пикнав внутра. И почнавме работа. Од еднава страна, машиневе лупа. У тетекс, машине лупа, не се слушало мобет, не сме можеле да правим. На другава страна, најлони црни. Ние направивме работа, што треба, тоа што требаше. Завршивме и ја би сте стануем да се облечем. Ја кој ќе се свртим на деснава страна. Тоа најлоните, тие не биле црни, па противни биле. Цело оделение се наредило ваче. Тоа главичиња, еден погоре гледа. Леле, бре, реков, срам како не бие. Срам да ви биде многу уборе, кој што сте се нацртале. Па пола работно време ви отидна, знаете? Срамота, реков, сега ќе имам на шефот све, реков, ќе ве кажем. Ама тоа некој пред мене да ти отишол кај шефот. Тој па за мене кажал. И вика, бргу, вика, те вика шефот. И ја више знаев шо ме чека. Се поднаместив, отидов кај шефот, тој сетнал шефов наљутен. А му беше криво прв шо не ми притнал. Вика, и конио утре да дојдеш, одно отказ да си зела. Добро, викам, ќе дојдем. А тогај почнав на работа, шо ми требаше, не знам. Отидов дома, од еден да се вратив. Чукам на врата. Ајде, влагај, тој лют, шефов, се наорлил, ал се курди са човеков од дома да збори, шо беше работа, не знам. Ти рече, тебе како не ти е срам, шо си направила ти за угледот на оваја наша фабрика, срамота ова, па пуси со женет. И туе ме наљути, па шо, реков, па шо ако е женет? Па срамота, рече тоа. И сега рече, ние сме одлучиле, тебе ќе ти збркамо, а него ќе го оставиме овде на работа, дека тој е женет, имал деца, не знам што. Туе више ми прекипа. А таа ќе реко, а ти си нашол мене да ми кажуеш што е срам. Па тебе не ти е срам? Бре, пола тетекс го покрадовте? Пола тетекс. Да можете фабрикава натркала, да стаете дома да го однесете. И ти мене реков сега за срам ќе ми кажуеш? И плюс реков, знаем зашо не обркате него. Знаем. Ваче беше со директорите. Тија па директориве кои идеа на море, у Башко поле кои идеа го земаја него. И тој ќе влезе, чиде со ними, ќе му вика, ај пробај га водава, и тој ќе влезе да провери водава. Тој ќе им га провери водава, е млака за купење, па после директориве ќе влагаа да се купа водава. Бре, и затоа него не оваѓале. И јас се наљутив, го зедов отказот, го грабнав ваче на руќе и право на капија. Капија има тетекс. Да. И право на капија, што се наљутив, од туека до капија сум се утепала од плачење. И таа ќе го зедов отказот, на автобус купив жетон, на автобус отидов дома.
пута сум ти рекла кога смо сами да не ми се обречеш на германски. Вас? Вас? 101 пут сум ти рекла кога смо сами да не ми се обречеш на германски. Добро е, мамо, да. Не се нервира. И, да ти кажа, ми смета кој ме третираш ка мало дете кој што у сваки момент треба да се советуе. Ти сакаш татко ми да ми го замениш, така? Тоа е работава. Сакаш Спирко да го замениш. Тато Спирко умре пред 3 години, бе, мамо, пред 3. Слушај вамо ти надуено диджејче. Денеска сум посебно расположена и не сакам да си го расипуем расположението со некои вакви банални расправи. Знаеш што? Што? Денеска твојата мута положи возачки испит. Ајде, станувај бргу и донеси од вискито што го чуваш за другарите, да наздравиме. Вискито? Штефице, шо ти ви нанајно, шо? Не ме викај гоце Штефице, јас имам убаво име, обично и македонско убаво име, Стефка. Добро, мамо. Извини, Стефка, нека ти биде. Стефка. Стефка. Возачка, ајде. За убаво нека. Па. Возачка. Плачеш, мамо? Во. Како можеш бе да се смееш и да плачеш истовремено? Мамо, ти да идеш у Холивуд, ваќе, има одма да те прима. Улога има одма да добиш. Ајде бегај подалеку од мене. Зашто ако ти лупнем еден шамар, не ќе можем цел живот да си простим. Се смеем и плачем, да, истовремено. Ама тоа е зашто се сетив на татко ти. Среќна сум што положи возачки испит. Ама плачем зашто тој ми фали. Многу ми фали. Знам. Кој доаѓавме вамо, мислевме дека овде тече мед и млеко. Ама се покажа дека од судбината човек не може да побегне. Со неговата смрт згасна и моето сонце, а сега единствена светлост си ми ти, Гоце. Добро е, мамо. Таман работа, ако у мене ја гледаш твојава судбина. Таман работа. Колку време си овде у Германија, кажи ми? Колку време си овде, уште не го научи основна овде. Овде не се живи како кај нас, бе. Ова не е некој тетовско мало. Ова е Германија. Овде сваки човек си гледа свој живот. Иднината за себе си ја гледа. Ме мучиш што се секираш толку за мене. Ме мучиш. Немој да мислиш дека не гледам како страдаш. Али лекот, мамо, лекот можеш само ти да си го обезбедиш. Сваќаш? Ослободи се од тие некои традиционализми кои што не ви дозволува на македонци овде да живите нормален живот. Седете некоја недоверба прво унутра, у себе. Сваќаш? Ајде филозофирај многу, Гоце. Па добро, ти мислиш, ако си се родил овде си поинако во другите македончиња? Па у тебе тече крв македонска со свите традиции на нашиот народ. Тоа си управо. Точно, ево, у школа се споредуjem јас со германчињала, знаеш. Иако комуницирам на германски и размишлям на германски, пак бе, мамо, се приметува некоја разлика, има некоја разлика. Има. Со татко ти дојдовме овде многу млади. И бевме спремни на фактот дека ќе треба да ја менјаваме природата у нас. И се менјававме колку што можеше да се менјаваме. Ама со татко ти бевме среќни. А знаеш зошто? Зошто живевме и размислувавме на сличен начин. А најмногу тебе, Гоце, ти се радувавме. Се гордеевме со тебе. Мислев дека времето, барем малку, ќе ја залечи таа огромна рана што се отвори со неговата прерана смрт во рудникот. Мамо, добро, не мора да се подсеќаме сега. Убаво е да се каже, Гоце, ама срцето не прашува. Со ништо на светот не се пополнува таа празнина. Има моменти, Гоце, кои кочниците попушта.
Знаеш, се сетив на таткоти, кој стануеше збор за жене возачи. Имаше навика таке на шала да каже, не признавам ја возачи без муда. Да беше жив, сигурна сум сега дека ќе му беше многу тешко да прифати дека и ние женете може да бидеме добри возачи. Тој бил застанат човек, а? Ај, не трескај глупости. Татко ти беше еден извонреден човек. Точно, да, малку по-старомоден. Таке беше воспитан. Знаеше да се опира. Ама и времето и околностите го натераја да размисли ока другите. Значи да беше като Спирко жив, ја ти имав поголеми шансе да ја возим опелкава него ти, а? Знаеш што? Ти ќе ја возиш опелката кој ќе положиш возачки испит. Добро е, мамо, пак се фаќаш за некој критериум. Па не ќе пропадне светов ако ја еднашка возим без возачка дозвола. Сама знаеш дека у животот за некои мали задоволства вреди човек да скрши по некој правило. Сама знаеш. Да? Дали знам или гледам, спушти тоа доле ноѓето. А што, нормите важат само за нас старите? Диджејче му е мило, да знаеш ти само каква мука е да се влезе у нечив туѓ свет. При тргнување навамо, да е студена февруарска ноќ. Сонив многу чуден сон. Нешто нејасно, предизвикувачки и благ занес ме влечеше у непозната земја. Црвено сонце зрачеше по зелени пасишта. Голема река ечеше и се движеше по пасиштата со заканувачки звук. На двата брега имаше куќи. Нешто огромно ме маѓепсуваше и ме привлекуваше те на едниот, те на другиот брег. А истовремено када се откорнуеше нешто од мене, идев во нешто убаво, а и пак страшно. Мајка ми и татко ми викаја по мене и ме молеа да се вратим, ама таа огромна сила ме влечеше напред. И у ист правец со мене трчаја глувци. И нив ги влечеше таа сила. Се опираја, да, ама ветрот ги гураше напред пред мене. И газев, мајко моја живи глувци, ја не се плашев од тоа. Нешто огромно, нејасно, ме влечеше у таа непозната земја, по тија пасишта што од црвена боја добијаја некоја нијанса светло сина. Никад не си ми раскажувала за ова? А што мислиш дека у соновиве може да се предвиди иднинава? Не знам, Гоце, дали може. Ама тој сон често би тежеше и најаве. И овде пак го сонив. И тоа не еднаш, неколку пута. Еве пред некој ден пак. Пак ливада. На ливадава имаше едно големо јаворово дрво. На гранките од дрвото имаше забодено шприцој. А на ливадава долга колона глувци. И глувците од колоната скокаја и се бодеа на тие шприцој и нивниот живот згаснуваше пред мои очи. И се будев зашто ми требаше воздух. Се гушев во таа глетка. На ливадата имаше многу мртви глувци. Глувците се самоубијаја пред мои очи. Ја потежок сон немам сонето. Мамо, дај окапи ова сон, па? Ај седи. Ај сега, каде до Андреја ми звучиш у тето, тој збореше за змије, глупци, санои и други Извини, работи. Гоце, се сетив, ете на почетоците овде. Не значи ништо сонов. Ние у сонове ги доживуваме од нашиве дневни конфронтации и толку. Нема тоа некој значење. Дај ние да наздравимо за возачка, да? Ај, расположи се мал. Извини за преска што ти викаш се тоа. Не бе, Ано. Не е ништо како ништо. Све е поинака. Што мислиш, социализаме се? Не бе. Како социализам? Сега го викаа тоа демократија. Тука влиза. Транзиција.
Смени ја времената. Знаеш, многу луѓе останаа без работа. Да, без работа останаа. А тоа ти е најголема клетва кој ќе останеш без работа. Па ти мислиш уште Тетекс работа, Ѓуохорн работа, Автопрогрес. Не, не работа. Има некои работа, точно, работа. Ама плата не зема, не зема плата. А чај? Чај можеш да собереш ано кај сакаш на планина. Кај да сакаш. Ама за рум нема. За рум нема. Знаеш што е најубаво сега, у ова време? Што можеш секого да оплюкаш. Абе, плюкај го мајка ти, плюкај го тата ти, плюкај го дедо ти, плюкај го баба ти. Не, баба ти не. Не, баба, не, бабата не. Само тоа е убаво. Ќе речем да го. И ше, која е разлика? Не, да. Не го бидуеше ни тога, не го бидуеше ни сега. Ја и комунизмот не разбирам, ама па ова сега, ич, дебидус не разбирам. Све на исто се сведе. Ја, абе, ако ли Бог да го прости, као тврба да ме направи. Еве, цела пења да се напунеше со нафта. Мене едно нешто ќе ми излезеш од трите, тоа најголемото. Тоа ќе ми излезеш. Кој ќе ми текне дано, каква погаќа правиш? Каква погаќа си правила? А и тавче гравче. Ало, какво тавче гравче, па со студи пиперки од одгоре. Па јас се сеќам, бе, од едно зерно, бе, град Петровски, 3 пута можеш да прдне. Добро, бе, нема да викам, мај, нема да викам. Ама ја не сум бе радио сега да се командрислен, па сега шакотим. Пус, бе, ако не дојде овдека, кој ќе се назбори, бе, ама ја и кажи ми, ако не дојде овдека. Па и шо и да збори, мај. Па од устава не ми излага мене отров. Додуше, не ми излага ни лопо. Ама и кажи ми, ја, кому сум направил нешто лошо, никому не сум направил лошо, никому. Ама, све на исто се сведува. Све на исто се сведува. Ја, утре, заутре, ја па лук ќе си јадем, да не ги заречем децава што ли се у странство. Ние сгрешихме нешто. Тачно, се криевме во време на комунизмот. Скришум славе, тачно. Ама па децава без све ги крстивме во црква. И тоа што викаш. Тачно. Ама, кој ќе ми текне сега? Па мене, па место во туе со тебе ми е, па треба да се вратим назад. Извини. Утре ќе ми дојдем пак. Каде сме, и како што би рекол Гане Тодоровски, колку сме, толку сме, токму сме, ама Гане зборуваше нешто друго, што сега сакам да го потворам, зашто Гане беше вистински
гени. Гане зборуваше, вика, ќе не има и кој ќе не нема. Како што не немаше, кој требаше да не има. Голема филозофија. Па, ако се подлабоко се разработа и како начин на вистинско национално размислување, вистината во тоа не може никој да уништи еден народ, еден идентитет, може само да се напаѓа. Но затоа, колку повеќе не напаѓаат, толку можеме да бидеме и посилни. Прашање на кое треба да се одговори задолжително. И секој за себе да го одговори. Ама толку според Сократовата максима треба да се одговара. Први да се запознаеме самите себе. Ние никогаш не се трудиме да се запознаеме себе, а сме подготвени да зборуваме за другите. И тоа го руши начинот на животот, на моралот, на етиката на живењето. Мислам дека многу работи може да не подсетат на тоа што е промашување во нашиот живот. Јас сепак сакам да кажам дека и ја во моите романи, а и во животот, сепак живеам често пати помеѓу лагата и вистината. И ако ме прашате што би кажал, би се определил за лагата или за вистината? Ја би кажал лагата. Зошто? Затоа што лагата може да се служи и со фантазијата, а вистината мора и да се случи. Ете, видите, ние во нашиот живот се служиме и со лаги, вистината се случува, но не ја посетуваме, а фантазијата е додаток на лагата. Сите дела имаат порака. Сите дела мораат да имаат една јасна порака. За што се заложува авторот? На што е заложник? За што е заговорник во животот? И конечно, дојде време за нашиот Јован Дамјановски. Повелете. Може би на сликите ме видовте нешто помлад, ама еве да ме видите каков сум сега. Но сакам да кажам дека староста е навистина тежок товар, ама е и среќа да се доживее. Многу мина отидоа, ги споменуваме, го чекаме редот, но товарот на староста сепак не следи, постојано не следи. Смртта стана некоја навика за која нема одвика во живот. Но, да оставим од тешки мисли, ниту ми остана многу да кажам од тоа што моите пријатели, моите почитувачи и Марина и Даријан кажа и на сликите што го видовте, не остана многу за мене и не би сакал да ве задржувам, но сакам само да потенцирам нешто. Сакам да кажам, не да се пофалам, туку да изразам верба дека и другите ќе пишуваат понекогаш и на дијалект. Јас пишував 3 дела, напишав на тетовски дијалект, зашто сметам дека и дијалектите се свежи врутоци на литературниот јазик и не се за препознавање само во минатото, туку и во иднината. Верувам дека моите колеги од Тето ги имам многу мина, ги почитувам, да се надевам дека и тие ме почитуваат, ќе треба да пишуваме и на дијалект, да се однесуваме тетовски, да кажем. За крајот на ова средба ќе ја оставиме песната за Тетово, да видиме дали ја знаете, дали ја познавате и вие. Но, еве за еден крај, за еден убав крај, за ова големо задоволство, што сте со мене и јас сум со вас во овој убав момент, сакам да кажам дека има во мене една длабока воздишка за радост, што го делам со вас и вие со мене задоволството,
за моето долгогодишно книжевно работење, за мојата трага што оставам за тетово, за мене и за другите, и верувам дека тоа ќе биде пример за примери и за другите. Ви благодарам. Možda ušao nazad.